Земјоделие, економија, политика, живот и во овој дневник информации од повеќе теми од Вардарскот и Квишкиот регион, Македонија, светот и спортот. Што се беше актуелно денеска ќе погледнете веднаш по најавите. Останете со нас. Според министерот за земјоделие Лјупчо Николовски, предлог буџетот за 2018 е за враќање на достоинството на земјоделците. 3 декември, меѓународен ден на лицата со посебни потреби, одбележан во Велес и Неготино. Ќе се намалили загадувањето од итните мерки донесени од страна на Советот на општина Велес. Буџетот за земјоделство за следната година изнесува 10,1 милиарда денари и со него ќе се обезбеди навремена и целосна исплата на субвенциите, а има планирано и повеќе средства за зголемување и заштита на шумскиот фонд. Ова го истакна министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Лјупчо Николовски, додавајќи дека предлог буџетот е креиран врз принципот на домакинско и рационално трошење и оти со него ќе се обезбеди навремено сервисирање на тековните потреби на секторот, пред се на земјоделците и агробизнисмените. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Лјупчо Николовски на пресконференција посветена на образложување на предлог буџетот за 2018 година на владата, истакна дека унапредувањето на земјоделството преку зголемување на обработливите површини и производство е еден од клучните приоритети на владата. Истакна дека при креирањето на буџетот посветено е големо внимание на мерките преку кои треба да се постигне оваа цел. Основниот буџет на Министерството изнесува околу 643 милиони денари. При креирањето се посвети особено внимание на финансирање на клучните проекти преку ставката капитални расходи, особено во делот на системите за наводнување, непречено сервисирање на тековните обврски за исплата на плати, камати, кредити и членарини во меѓународни институции и организации, финансирање на клучни програми преку ставката субвенции и трансфери и кратење на непродуктивните трошења. Николовски рече дека покрај ресорното министерство, неколку институции од овој сектор имаат посебни буџети, а тоа се платежната агенција, Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, Агенцијата за храна и ветеринарство, Државниот инспекторат за шумарство и ловство и Управата за хидрометеоролошки работи. Вкупните буџети за следната година се над 10,1 милиарда денари. Со предлог буџетот за секторот земјоделство ќе обезбедиме целосна, навремена и неселективна исплата на субвенциите во земјоделството, поголемо производство на домашните квалитетни и безбедни земјоделско-прехранбени производи, ќе го вратиме достоинството на македонскиот земјоделец, затоа што само така ќе направиме македонскиот аграр да биде модерен, конкурентен и да биде по европски стандарди. Николовски истакна дека непродуктивните трошења, како што се патни и дневни трошоци, се намалени со единствена цел – парите да се враќаат кај граѓаните. Според податоците од Државниот завод за статистика, индекс на промет во сектор трговија на мало забележано е намалување на прометот во групите трговија на мало со непрехранбени продукти освен гориво, додека зголемување пак на прометот е забележан во групите трговија на мало со храна, пијалоци и тутун. Во трговијата на мало во октомври 2017 година во споредба со октомври 2016 гледано по групи и класи, зголемување на прометот е забележано во групите трговија на мало со храна, пијалаци и тутун, номинално за 5,2%, а реално за 3,5%, и трговија на мало со автомобилски горива, номинално за 10,1%, а реално за 6,6%, објави Државниот завод за статистика.
Намалување на прометот е забележено во групите трговија на мало со непрехранбени продукти, освен гориво, номинално за 11,2%, а реално за 9,8%, и трговија на мало, освен трговија со горива, номинално за 4,1%, а реално за 4,8%, објави статистика. Трети декември е ден кој што од страна на Обединетите нации е промовиран како Меѓународен ден на лицата со посебни потреби во 1992 година. Фактот што тој ги обврзува сите оние кои зборуваат и дискутираат за проблемите на оваа категорија на граѓани ги предизвикува да стават акцент врз човекот, неговата индивидуалност и личното достоинство, а не врз неговата попреченост. Целта на овој ден е да се поттикне подобро разбирање од страна на целокупното општество, да се поттикнат луѓето, но и институциите да станат посветени за правата, достоинството и благосостојбата на лицата со посебни потреби, како и да се подигне свеста за придобивките од интегрирање на овие лица во секој аспект на животот и општеството. Во дневникот во 12:30 моја гостинка беше Далиборка Златева. Предлагам овде да погледнеме дел од разговорот. Нашата невладина организација веќе постои точно 20 години. Оваа година славиме голем јубилеј 20 години и неуморно во овие 20 години, значи континуирано не се посветувавме само на 3 декември како светски ден или меѓународен ден за лицата со попреченост, туку во текот на целата година неуморно работевме се со цел за да зголемиме свеста на граѓаните и на институциите за лицата со попреченост и да си го достигнат, односно да го заземат местото во општеството онаму каде што треба. Оваа година имавме низа активности, како што се психолошките работилници, летувањето, постојано се дружевме во нашата невладина организација, започнавме да играме играта Бочија, секогаш гледаме да имаме неколку екскурзии во текот на годината, со што ќе го подобриме квалитетот на живот на лицата со попреченост, да можат да излегуваат почесто во природа, да се дружат, да дишат чист воздух. Многу големо внимание посветуваме на биолошките семејства, поддршката на биолошките семејства, заради тоа што тие се што треба најмногу да им се помогне во ситуацијата кога има лице со попреченост, бидејќи тие го носат целиот товар и тие се оние кои што ја градат иднината за своите деца. Така да во оваа година слободно можам да кажам дека конкретно се посветивме на семејството, на самите членови кои што се кај нас во невладината организација, меѓутоа и комплетно на институциите во нашиот град се со цел да се подобри животот на оваа категорија. Денешниот ден го одбележувате со? Денешниот ден го одбележуваме со една мала забава во просториите на нашата невладина организација. Гостини се бендот Триплей од Скопје. И минатата година по повод 3 декември со нив направивме една убава журка, каде што нашите членови се забавуваат, пеат, играат и на тој начин сакаме да покажеме дека ние сме тука, дека треба да живееме и треба да ги имаме сите овие интересни работи кои што ги носи животот, како и за останатата популација. Се надевам дека и денеска ќе уживаат. Веќе сме при крајот на 2017-та. Како ќе ја заокружите? Што е она по што ќе ја паметите и на кој начин ќе ја заокружите оваа година? Па како што спомнав и пред малку, 20 години јубилеј оваа година на нашата невладина организација. На 17.12. Тоа е недела вечер во хотелот Гарденија, во ресторанот, предвидена е донаторска вечер за нашата невладина организација, која што ќе биде подпомогната со Ротари клубот, Лајонс клубот од Велес, Бели Мугри, бизнис секторот од нашиот град и надвор од нашиот град. Целта е да го прославиме нашиот јубилеј, да представиме што работевме сите овие 20 години на што се посветивме, кои се нашите активности, кои биле позитивни, кои биле негативни, што планираме за идната 2018 година, а собраните средства од таа донаторска вечер предвидено е да бидат искористени за набавка на транспортно возило за лица со попреченост и за поддршка на сервисите кои што делуваат во рамките на невладината организација. Ова е комплексна тема, ние секогаш имаме што да говориме кога станува збор за лицата со попреченост, но бидејќи времето ни е навистина кратко, би сакала само за крај една порака до нашите гледачи, до сите оние кои што се дел од, можеби, кои што живеат со лица со попреченост и се дел од секојдневниот живот.
Значи, најнапред до семејствата и до самите лица со попреченост, мојата порака ќе биде дека не треба да се страмат од тоа што се, туку едноставно храбро да истапат и храбро да чекорат низ животот, на семејствата да бидат истрајни, да си ги сакаат своите деца, да се посветат на нивната рехабилитација и инклузија воопшто во општеството, додека пак на локалната власт и на Министерството за труд и социјална политика, мојата порака е дека треба да делуваме и локално и национално, значи треба да почнеме да ги формираме сервисите на локално ниво, со што повеќе ќе се доближиме кон оваа категорија на граѓани, на тој начин ќе им дадеме многу повеќе услуги и нив конкретно, но и на нивните семејства. Би сакала да кажам дека во наредната 2018 година ја се надевам дека еве општина Велес ќе смогне сили повторно да го реактивираме сервисот за домашна поддршка и посета на лица со попреченост. Нашата невладина организација во 2017 почна и со личната асистенција како сервисна услуга. Се надевам дека ќе биде тоа и во 2018 и нешто што најмногу ме тишти во моментот е повторно да започне да работи дневниот центар во Чашка. Тоа е во рурална средина, меѓутоа дневен центар кој што навистина е добро опремен и треба да служи за потребите на овие граѓани. 3 декември, денот за Меѓународниот ден за лицата со попреченост, беше одбележан и во Неготино. Што таму се случуваше и како се одбележа овој ден ќе погледнеме од прилогот на колешката Мартина Митков. Денеска се одбележува Меѓународниот ден на лицата со посебни потреби. Овој ден е посебно акцентиран на потребите и проблемите кои ги имаат и со кои се соочуваат овие лица. Како што велат многу здруженија, невладини организации и сојузи за лица со хендикеп, не е доволно само еден ден да им се посвети внимание на овие лица и на нивните права за еднаквост со другите. Тоа треба да биде секој ден, да представува дел од човечкото општество. Овие лица најмногу бараат еднаквост, самостојно живење и функционирање во општеството. Оттаму потребата од инклузивност е повеќе од потребна. По тој повод Центарот порака Неготино од Неготино со своја програма за изминатите 10 години работа кон своите згриженици го одбележа овој ден. Овој денот кога ќе ги покажеме сите наши напори кои што ги вложивме во корисниците, за да после 10 години живење во заедница можеме слободно да кажеме дека тоа се сосема поинакви личности во однос на претходно живење во институции. Живот во заедница по конвенција, Меѓународна конвенција за права на лица со хендикеп, представува една од основните права. Така да самиот живот во заедница подразбира буквално вклучување на лица, инклузија на лицата во заедница и користење на сите сервисни услуги, сите капацитети што една заедница ги има. За третманот на овие лица во општината и инклузивноста во општеството, неопходна е поддршка од заедницата, локалната самоуправа, бизнис секторот и останатите институции, додава Трајкова. Потребно е овие лица да бидат прифатени. Порака Неготино од Неготино е лидер во Македонија за имплементација на процесот на деинституционализација. Овие луѓе заслужуваат нормален живот како и сите ние, рече Трајкова. Во изминативе денови мерењата на квалитетот на воздухот покажуваат дека најголемо загадување имало во средата вечер, кога концентрацијата на PM частичките достигнала до 213 микрограми на метар кубен. Со 13 мерки, дел од планот за квалитетен воздух што се однесува за периодот 2018-2022 година, кој ги донесе Советот на општина Велес, надлежните институции очекуваат намалување на штетните PM частички. Преку мерките за намалување на загадувањето кои ги донесе Советот на општина Велес и почитување на истите од страна на граѓаните и надлежните институции, се очекува намалување на штетните PM честички. Најголемото загадување доаѓа од затоплувањето, но влијание за лошиот квалитет на воздухот има и сообраќајот. Мерките предвидуваат забрана на греење преку користење на несоодветни и опасни материјали како гуми, отпадни масла, пластика, делови од мебел, палење оган на отворено, контејнери, стрништа, а надлежните препорачуваат и почесто користење на јавен превоз или едно возило за повеќе лица, редовно чистење на оджаци, одржување на хигиената на улиците.
Една од мерките е и воведување на дежурен телефон за пријавување. Се повикуваат граѓаните на општина Велес, директно, сите, да го пријават на дежурниот мобилен телефон кој што ќе биде објавен бројот овие денови во јавноста, секое палење на гуми, кабли, отпад, стрништа, пластик или друг опасен материјал, а на бројот 192 да пријават возило кое што остава впечаток дека не ги задоволува основните стандарди за емисии на загадувачки материи во воздухот. Во изминативе денови, мерењата на квалитетот на воздухот покажуваат дека најголемо загадување имало во средата вечер, кога концентрацијата на PM частичките достигнала до 213 микрограми на метар кубен. Вчера мерната станица не беше во функција и нема податоци за тоа дали концентрацијата на PM частички во воздухот е над дозволената граница. 13 теитни мерки се дел од планот на квалитет на воздух што се однесува за периодот 2018-2022. Со имплементацијата на истите, вели Коцич, ќе допринесеме за намалување на аерозагадувањето на животната средина. Водостоите на реките низ земјата се во постепено намалување и таквиот тренд се очекува да продолжи во текот на целиот ден. Зголемување има само на 2 места на Вардар и на Црна река. Според мерните станици на Управата за хидрометеоролошки работи, од просекот за декември за 3 пати е зголемен Вардар кај Велес, каде водостојот изнесува 216 см, каде Меркапија е за 30 см повеќе од вчера, односно 256, а двојно од просекот зголемена е Црна река во Новаци, каде нивото изнесува 206 см. Кај езерата минимално зголемување има кај Доранското езеро, додека Охридското и Преспанското езеро се околу просекот. Продолжуваме со вести од Македонија. ВМРО ДПМН продолжува со протести со своите поддржувачи. Тие вчера се собраа пред затворот во Шуто Оризари за да дадат поддршка за приведените учесници од настаните во собранието на 27 април и побараа итно запирање на сите процеси и ослободување на притворените. На протестот покрај останатите присуствуваа Владко Ѓорчев, Никола Груевски, Христијан Мицкоски, Коце Трајановски, Иво Котевски и други. Од партијата најавија дека продолжуваат со протестите за притворените. ВМРО ДПМН испрати повик до сите македонски граѓани да се придружат на протестите. Премиерот Зоран Заев за време на дводневната работна посета на Брисел ќе оствари средба со председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер, информира владината пресслужба. За време на оваа посета на највисоките институции на Европската унија во Брисел на 5 и 6 декември, председателот на владата на Република Македонија Заев и делегацијата на владата на Република Македонија во состав Бујар Османи, заменик председател на владата на Република Македонија, задолжен за европски прашања, Никола Димитров, министер за надворешни работи, Горан Сугаревски, министер за транспорт и врски и Драги Рашковски, генерален секретар на владата на Република Македонија, ќе имаат средби и со други највисоки представници на Европскиот парламент и на Европската комисија. Предвидени се средби на Заев и со председателот на Европскиот парламент Антонио Тајани, со високата представничка на Европската унија за надворешна политика и безбедност Федерика Могерини, како и со комесарот за соседска политика на Европската унија и за преговори за проширување Јоханес Хан. Советникот на палестинскиот лидер Махмуд Абас Махмуд Хабаш побара од САД да не го признаваат Ерусалим како главен град на Израел, нагласувајќи дека тоа би представувало целосна деструкција на мировниот процес. Заканата на советникот на првиот човек на палестинската автономна управа доаѓа по најавите од Вашингтон дека американскиот претседател Доналд Трамп размислува да го пресели седиштето на амбасадата на САД во Израел од Тел Авив во Ерусалим, што практично би се сметало за негово признавање за израелски главен град. Продолжуваме со вести од светот. Американскиот претседател Доналд Трамп допатувал во Њујорк, каде со повици Трамп оди во затвор го пречекале демонстранти
кои се противат на усвоената даночна реформа со која се намалуваат даноците во корист на корпорациите и привремено ги намалува даноците на добивка. Колоната на председателот била приморена поради протестот на неколку стотици демонстранти кои стоеле пред барикадите долж 42-та улица да сврти во споредна улица. Демонстрантите извикувале Трамп оди во затвор, а на транспарентите пишувало данок за богатите, а не за вредните луѓе и Њу Јорк го мрази Трамп, пренесува агенцијата АП. Со предлогот на даночната реформа, кој го усвои Сенатот, трајно се намалува данокот на добивка на корпорациите од 35 на 20% и привремено го намалува данокот на добивка. Се воведуваат поедини даночни олеснувања, додека други се укинуваат, а американскиот национален долг, кој изнесува 20.000 милијарди долари, се зголемува. Трамп во Њу Јорк присуствува на низа политички донаторски состаноци, каде што, како што се очекува, ќе се соберат 6 милиони долари наменети за заедничкиот донаторски комитет, кој го основала кампањата на Трамп и Републиканскиот национален комитет. Полициски час проведоа безбедносните сили на Хондурас поради немирите по председателските избори, во кои најмалку 3 лица ги загубија животите. Стотици луѓе се уапсени по минатонеделните избори, од кои се уште нема одредено победник. Опозицијата обвини дека власта се обидува да ги украде резултатите. Изборната комисија на Хондурас предложи повторно пребројување на 6% од гласовите, додека опозицијскиот кандидат Салвадор Насралја бара пребројување на поголем процент. Досегашниот председател Хуан Орландо Ернандес води со мала разлика на изборите. Изборната комисија до вчера изброи 95% од гласовите, а броењето од над 1000 спорни кутии каде се забележани неправилности ќе се врши рачно. Прелиминарните резултати покажуваат дека Ернандес води со 46.000 гласови. Демонстрантите во очекување на изборните резултати се судрија со полицијата која употреби солзавец, водени топови и шок бомби. Според полицијата биле повредени најмалку 12 луѓе. Дневникот го завршуваме со метеоинформациите. Времето денеска променливо облачно со повремени врнежи од дожд, особено на запад, проследени со слаб до умерен јужен ветар. Метеоролозите од понеделник најавуваат да преовладува посвежо време со северен ветер, а на планините краткотрено да има провеување на слаб снег. Тоа е се што издвоивме за овој дневник. Ви благодарам што бевте заедно со нас.